Денес собранието одржа продолжение на 84-та седница со 4 точки на дневен ред, од кои 2 веќе беа разгледани. А седница одржа и Комисијата за здравство и Комисијата за надворешна политика и надворешна трговија. Собранието ги донесе измените на Законот за здравствена заштита на првото продолжение на 84-та седница, која почна вчера, а заврши денеска. За измените предложени од претеничката група на Левица гласаа 70 претеници, со што по скратена постапка се донесе регулативата која предвидува при вработувањето на здравствените работници да бидат избрани најдобрите кадри кои ги исполнуваат условите. На тој начин се укинува дискреционото право на директорите на здравствените установи при изборот на медицински кадар за вработување. Пред почетокот на пленарната седница, законските измени поминаа во матичната Комисија за здравство. Претеничката Јована Мојсовска, елаборирајќи го предлогот, рече дека се менува членот 161, кој во минатото стимулираше негативна пракса на користење на дискреционото право на директорите при вработување на медицински кадар, што предизвика многу реакции дека се нарушува квалитетот на целиот здравствен систем. Претеничката Олга Лозановска појасни дека во членот 161 се додава реченица која гласи: работодавачот мора да го избере најдобриот кандидат согласно редоследот на ранг листата. Законските измени денеска поминаа и во Законодавно-правната комисија. Ова работно тело на истата седница го разгледа и предлогот на закон за ратификација на дополнителниот протокол кон Конвенцијата за договорот за меѓународен патен превоз на стоки за електронски товарен лист. Паралелно, дополнетиот протокол помина и во матичната Комисија за надворешна политика и надворешна трговија, за да крајот да биде одобрен и на пленарна седница. Конвенцијата за договорот за меѓународен патен превоз на стоки за електронски товарен лист ги стандардизира правата, одговорностите и обврските на страните вклучени во меѓународниот патен транспорт, вклучувајќи ги испраќачите, превозниците и примачите. Во тој контекст, Европската комисија ја поддржа потребата за прифаќање и користење на регулаторни електронски податоци за товарот во текот на транспортот. Регулативата за електронски регулаторни информации за товарен транспорт има за цел да воспостави електронска размена на регулаторни информации меѓу бизнисите и надлежните органи, поради што и се наметна потребата од дополнителен протокол.